Здраво и поздрав до сите оние кои што го гледаат или ќе го гледаат ова видео. Што многумина од вас знаат, пред неколку дена се вратив од Мистер Олимпија кој што се одржуваше во Лас Вегас. Сакам со ова видео да направам едно мое лично видување на сето она како беше Мистер Олимпија, како изгледаше сето она во Лас Вегас, како беше сиот тој гламур кој што се случуваше скоро 7 дена во Лас Вегас, одржувајќи се Мистер Олимпија. Да почнеме од пристигнувањето во Лас Вегас. Јас лично за прв пат бев оваа година во Лас Вегас и кога слетавме таму се почувствував како да слетувам на некоја друга планета. Целиот град осветлен, целиот град среден, сите оние фонтани, сите оние хотели, сите оние казина, сите оние светлички билборди на згради од по 60-70 ката зборуваат за некоја друга димензија. Навистина е Вегас приказна за себе. Луѓето ми оставија премногу впечаток, бидејќи сите се некако расположени, сите се некако пријатни, сите некако те поздравуваат. Сите имаат некој пристап многу поразличен од сето она што го познаваме овде. Дали овде сето она мрачнина, сето она секојдневна политика, сето она без парица не труе и затоа се однесуваме вака. Најпрво кон најблиските, па кон сите оние што ги познаваме и кои сите оние кои што не ги познаваме, тоа е некое друго прашање, но луѓето таму навистина се премногу пријатни. Се сместивме во хотел Палмс првите 6 дена, бидејќи тој беше ресор кај што имавме можност да имаме сопствена кујна во ресорот, за да може да спремаме јадење, бидејќи, како што знаете, се спремавме за Мистер Олимпија Аматер, кој што се одржуваше исто така во Лас Вегас, во склоп на Мистер Олимпија. И ни беше потребна сето она припрема за храната. Палмс е еден навистина сигурно топ 5 хотели кои што е во Лас Вегас и баш сите услови ни ги нудија таму што бе. Потоа, за да бидеме блиску до сите оние такмичари, сите оние присутни што се на Мистер Олимпија, 9 дена пред Мистер Олимпија се преместивме во Планет Холивуд. Планет Холивуд е на самиот стрип, на самата главна улица и еден од најпосетените и најубавите хотели. Сега има изградено и неколку нови кои што навистина доминираат таму, но Планет Холивуд е дел од сите тие хотели. И чувството дека си присутен со сите тие такмичари, сите оние тренери најдобри од целиот свет, е навистина прекрасно. Се сместивме таму, се симнуваш доле на доручек, доручкуваш со Биг Реми, со Хади Чопан, со ред други да не ги набројувам сите оние. Значи, секојдневна комуникација со нив, секојдневна средба со нив, секојдневни разговори со нив, навистина тоа е нешто непроценливо. Второ нешто кое што навистина преубаво ми се случи е тренингот, одењето во Драгон Джим. Драгон Джим е теретана на познатиот Флекс Луис, кој што беше повеќекратен победник на Мистер Олимпија 212 и навистина еден прекрасен човек, прекрасна особа, кој што е многу сакан и многу ценет во светот на бодибилдингот и многу почитуван во Америка. Неговата теретана беше отворена за сите оние такмичари кои што се спремаат за Мистер Олимпија. По некоја игра на случајност, ние претходно имавме неколку средби со Флекс Луис и при самиот влез во неговата теретана, тој беше присутен на таа рецепција и не ослободи мене и сопругата за да може да вежбаме бесплатно додека траат нашите припреми. Навистина сепак тоа не е мала сума, ако се знае дека дневен тренинг во Драгон Джим беше $30, за 20 тоа би коштало $60, ако земеме 12 дена дека вежбавме таму, негде околу $720, значи ни помогнал некако на некој начин Флекс Луис. Со самиот влез, првиот ден кога стапна во Драгон Джим да го направиме нашиот прв тренинг, веднаш наидов на Мауро Саси и Милош Шарчев. Мауро Саси мој тренер кој што ме спремаше до Европа Мастерс Euro Pro, таков ни беше договорот, и Милош Шарчев
мој добар пријател од нашите југ простори, човек од Србија, моментално кој што е еден сигурно топ 3 најдобри тренери во светот. Исто така тука припоѓа и Мауро Саси, кој што со навистина има прекрасна соработка. И прва таа средба некако ми даде мотивација за уште повеќе да вежбам, уште повеќе да дадам се од себе. Тие последни најтешки денови да ги пребродам баш онака машки како што треба, вежбајќи со сите оние зверови кои што се спремаат за Мистер Олимпија. Да не ги набројувам сите оние кои што беа, од Ник Волкер, од сите, буквално сите што се спрема вежбаат таму и чувството е навистина прекрасно. Јас почесто имав тренинзи со Андреа, кој што го спрема исто така Мауро Саси. Андреа е најдобар италијански бодибилдер, повеќе кратен освојувач на про такмичења во Европа. Веќе втора година или трета се квалификува за Мистер Олимпија, така да е навистина фасцинантен билдер и пред се голем човек, голем хуманист, голем спортист, човек со големо срце и голема добрина во себе, што посебно тоа зрачи од него. Додека вежбав таму, се запознав со многу мина кои што се спремаа за Мистер Олимпија. Морам да кажам дека тие се луѓе најнормални, понормални од нормалните овде, најнормална комуникација имат и гледајќи ги нив колку концентрирано, колку напорно работат, колку пот, колку се трошат, колку се изнемоштени, на крајот сваќам низ која тежина и јас поминувам и сите тие за да стигнат до тој трон. 2 дена пред Мистер Олимпија имаше презентација во Планет Холивуд на сите такмичари, такмичарки од сите категории. Тоа се штандови каде што можеш да ги посетиш сите, да се сликаш со сите, да поразговараш со сите, и сите се толку пријатни, сите се толку гостопримливи, сите се толку отворени за таа соработка, иако е на само 2 дена пред натпревар кога луѓето се најмногу изнемоштени. Но тоа се тие професионалци и тоа ги дели од сите други. И затоа се тие на врвот и затоа се тие на тронот. Затоа се тие таму, а другите се таму кај што се. Исто така, преку ден се одржуваше експото во Венеција хотел. Премногу огромно и големо експо, кој што беа присутни буквално од целиот свет. Разни спортски брендови за додатоци во исхраната, спортска облека и се она што е пропратно околу нашиот спорт. Јас и имав таа чест заедно со мојата сопруга, бидејќи јас сум заштитно лице на Мистер Олимпија Геарот. И имав таа чест 2 дена да настапувам на нивните ревии. Имавме по 3 ревии во текот на денот. И навистина тоа ова беше прво моје искуство каде што некако можам да кажам дека бив еден вид манекен, ако така може да се каже, дека ја презентиравме сета она облека што има Мистер Олимпија. Нивниот штамп навистина беше огромен. Вил кој што е менаџер на сета Олимпија Геар, навистина наш драг пријател и човек со големо срце и кој што многу не излезе во пресвет моментално во Вегас, бидејќи и тој таму живее. И навистина голема благодарност и до Вил и за сета доверба која што ми даде да бидам првото заштитно лице кој што потпишало договор со Мистер Олимпија од Европа. Самата Мистер Олимпија уште пред неколку месеци, можда 6-7, јавно секогаш разговарајќи со мои пријатели, укажував дека Биг Реми 99,9% му се шансите намалени да биде Мистер Олимпија. И сите онака со негодување, ама тој е најголем, тој е најдобар, ќе победи пак, нема достоен противник. Може би беа во право за тоа, може би бил најголем, но јас секогаш гледам од другата страна на приказната. И пратејќи го тие првите 5-6 месеци Биг Реми, сватив дека тој прво не е достоен презентер на бодибилдингот. Тој како прв човек кој што е Мистер Олимпија, кој што го следат и јадници луѓе, и јадници млади, и јадници деца, и јадници стари. Тој треба да биде пример за сите тие како треба да се однесува една Мистер Олимпија атлета. Тој треба да биде пример за едни семејни вредности. Тој треба да биде пример дека од спортот може да се живее и тоа да се живее комотно да се живее.
може да се просперира од спортот. Тој треба да биде пример на улица како да се однесува. Тој треба да биде пример за многу млади. На најразлични начини од сферата на животот, не зборам само од сферата на спортот. Тој сето тоа го немаше во себе. И имаше големи критики за тоа, дури изгуби дели од спонзорите поради тоа. И гледајќи ја како се одвива сето тоа, знаев дека многу тешко ќе му биде, треба да биде многу подобар од другите, па да биде мистер Олимпија. И еве тоа се случи. Да почнам од Бик Реми пети, четврти Брендон Кари, кој што навистина е извореден спортист, кој што бил мистер Олимпија, кој што навистина беше во многу добра кондиција и форма, но сепак првите тројца беа подобри од него и тоа четврто место е заслужено на некој начин, но лично се познавам со него, многу пати сме имале средба, сме разговарале, навистина и тој и неговата сопруга сме биле заедно, се прекрасни луѓе, како луѓе пред се, не зборам спортисти, бидејќи за мене спортист не може да биде лош човек. Ник Волкер, човекот кој што навистина имаше најголем прогрес овие години и кој што многу прогресира и мислам дека наредната година или следната дека има големи шанси да ја освои титулата мистер Олимпија. Неколку пати се сретнавме во Драгонџин, вежбавме заедно, не заедно буквално, но во таа теретана, бидејќи тој е тотално концентриран на тие тренинзи и буквално освен тренингот, него ништо друго не го интересираше додека беше во Драгонџин. Таква концентрација и такво вложување ретко се гледа кај некој човек. И навистина ми остави посебен впечаток, а како особа е најнормален како сите други, значи пристоен, може да поразговара со него, може слободно да се сликаш, најнормален човек што може да биде. Дерек Лунсворт, навистина човек кој што од 212 влези сега и направи голем успех, но знајќи дека го има истиот тренер кој што го има Хади Чопан и кој што го има канаџанецот Крис кој што победи во класик, не е ни чудо што го освои високото второ место. И сега Хади Чопан навистина е еден прекрасен човек. Прецен човек. Тој уште пред 2 години му изградија статуа во Иран. Тој е премногу почитуван, премногу сакан и тој е еден вид свет човек во Иран. Затоа што ги презентира оние здрави вредности на животот. Нема алкохол, нема цигари, нема дрога, на време легнување, спортски активности, 24 часа во текот на денот посветеност, премногу успеси, сето сам се трудел, се мачал на животот, низ разни категории патешествија. Лани до 2 недели пред Олимпија не му дава виза за Америка, тоа се сето стресови, но сето тоа тој ги преброди и оваа година успеа да победи. Тој на минатите 2 години беше победник гласан од публиката на мистер Олимпија. Тој е најсаканиот билдер според мене на мистер Олимпија. И тој кога излегува на бина, навистина целата публика и на нозе и сите му скандираат. Човекот е навистина со некоја посебна харизма. И ова година заслужено му беше тоа што победи. И мојот син пред неколку години беше кај него во Иран во неговата теретана и сега покажувајќи му ги тие слики, човекот се наврти на пред година-2, се сети на сето тоа и навистина беше изненаден дека таткото на тоа дете е со него повторно таму и имавме еден пријатен разговор. Тој е навистина прекрасен човек и чест ми е што познавам такви луѓе што може да се дружам со тие луѓе. По завршувањето на мистер Олимпија голема желба ми беше да одам во Калифорнија во Голџин, теретаната на Арнолд Шварценегер, каде што започнал тој да вежба. Теретана која што датира од 65 година, теретана која што нема некој познат, непознат, актер, глумец, пеач, што не поминал таму, што не извежбал. Но самиот факт дека Арнолд почнал таму и дека дел од тие справи се уште стоат. Навистина таа теретана е историја. И самото влегување внатре буди некои емоции, посебни чувства. Тоа е нешто што луѓето кои што го сакаат овој спорт можат само да го доживеат. Посакувам сите вие кои што го гледате ова видео, сите вие да може да стигнете и до таа мистер Олимпија, да може да стигнете и до тој Голџин, да може да вежбате со сите оние познати, непознати. Значи, тоа е чувство кое што само ние спортистите можеме вистински да го доживееме.
Во Голджим се сретнав со Чарлс Глас. Навистина еден од најдобрите тренери и најбараните тренери во светот. Гледајќи го него како работи на своји 76 години, навистина побуди во мене посебни страсти дека и јас можам да го работам тоа на мои 75-76 години и 80, ако ме чува Господ, ако ме чува здравје, само да бидеме здрави и живи и да го сакаме ова што го работиме, можеме како него и ние да го работиме. Се запознав со него, зборевме. Морам да напоменам дека со сите оние такмичари кои што имав формален, неформален разговор, било каков, секогаш напоменував дека се од Македонија, дека Македонија е мала земја на Балканот, но Македонија е земја со голема историја и сите некако најмногу се присеќава на Македонија по Александар Македонски. И така да веќе втора, трета година на нив ми остави впечаток и секогаш кога ќе се сретнам асоцира на тоа Александар Македонски, знаеа да ми го кажат. Исто го зборев и со Чарлс Глас и направивме со него еден тренинг, бидејќи толку беа и неговите можности и моите можности додека бев во Калифорнија и честа да вежбаш со Чарлс Глас, знаејќи дека Дарок, дека Хади Чопан, дека сите оние што биле на Мистер Олимпија, Денис Волт, да не ги набројувам сите оние, вежбале со него. Навистина е нешто што само може да се доживее. Се запознавме со Роби Робинсон, Црниот принц, така го вика, бидејќи тој има повеќекратено освојувач на Мистер Универзум, неколку пати учествувано и високо пласиран втор, трет на Мистер Олимпија, освојувач на Мистер Олимпија Мастерс, и тој со 77 години нема 5 грама масти на себе. Значи изгледа, телото му изгледа тотално како на дете од 18 години. Тоа е нешто фасцинатно и тоа е овој спорт, бодибилдинг што го оделува сите други спортови. На 78 години ниеден друг спортист од било кој спорт не може да биде во таква кондиција како што може да биде со бодибилдингот. И затоа сите оние кои што го гледате ова видео, кои што го сакате бодибилдингот, фитнесот, здравиот начин на исхрана, здравиот начин на живот, бидете горди на себе и можете со сигурност да бидете сигурни во себе дека ова може да го работите до своји 60, 70, 80 години. И затоа овој спорт го прави различен од другите. Тоа е она што накратко можам да го кажам за Мистер Олимпија оваа година кој што го доживеав јас. Нормално Лас Вегас го доживеавме многу поразлично и го сетивме се и од оној гламур што го нуди Лас Вегас. Но за сето тоа во некој друго видео, сега сакав она кратко само да се произнесеме за Мистер Олимпија. Ве поздравувам. Сонувајте, работете на своите соништа, посакувајте, тежнеете, верувајте дека нема нешто што не се остварува, само треба премногу да го сакаме тоа и премногу да работиме на тоа. Бидете ми поздравени и се гледаме во некоја друга прилика.